Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, пред нас, како пратеници во Собранието на Република Македонија, беше доставен предлог за заменици министри од страна кој што ги предложи премиерот Зоран Заев. Исто така, вчера бевме сведоци на можеби историски најкраткото експозе кое што сме имали прилика да го слушнеме. Еве, за да знае јавноста, отприлика вака изгледа образложение на предлогот на министрите за тоа за какви личности се работи, со какви квалификации и кои ќе бидат нивните главни проекти во иднина. Но тоа повеќе зборува за односот кој што го има оваа влада кон овие луѓе, отколку што за самите заменици министри и тоа што тие го представуваат. И кога сите очекувавме дека ќе премине од образложување на кандидатите, премиерот ја искористи можноста како на предизборен митинг и започна да ветува проекти. Да се фали со странски инвестиции во првиот квартал, дека имаме за зголемување за 2,8 пати повеќе инвестиции, кои што никој до сега ги нема виден. Тоа го пишува тука во експозето. Исто така не заборави и да се закани на администрацијата, која е под силен политички мобинг, како никогаш досега, дека, цитирам, со изострен фокус на промена на структурата, квалитетот и големината на администрацијата. Ќе се посветил на истата. Поттука прашувам дали останувате на ставот дека ќе ја намалите администрацијата за 20%, односно дали ќе бркате од работа неистомисленици. И да, ќе ви кажам дека токму тоа се случува денеска. Се делат откази, се делат прераспоредувања на 170 километри, или пак не се дозволува да се вратат на работа професионалци кои имаат уредни документи, затоа што така одлучил некој ваш директор премиера, затоа што не му е почеив на директорот и сега одлучил да не го враќа работникот на работа, само затоа што имал друга функција за време на техничката влада. И не е само ова еден пример, туку се повеќе. За ова можам да ви доставам и документи преку координаторот, доколку имате волја да ги разгледате. Со должно внимание ги прочитав предлозите за заменици министри и нивните биографии. За дел од нив, за жал, нема многу информации, но со дел од предлозите докажувате пред јавноста дека вашата улога на премиер е уценета од вашиот коалиционен партнер, кој што меѓу другото има и премиер, и дека вие сте морале да поставувате партиски војници кои што имаат малку или немаат воопшто квалификации да си ја вршат функцијата, секоја чест на случоците кои што морам да признам дека се мали. Повторно доцните со предлозите на заменици министри, и тоа со денови, додека министерствата колабираат поради лошата организација на работата. И додека ги играте политичките игри, граѓаните на Република Македонија се повеќе осиромашуваат и доживуваат трауми поради катастрофалните политики, особено во образованието и во здравството. Па така, например, во ресорот земјоделие, како заменик за министер, се предлага досегашниот министер, кој направи катастрофа во земјоделието. Ниту еден проект кој што е за доброто на земјоделците, освен тоа што се пресметуваше со политичките неистомисленици. Ниту сигурен пласман, ниту сигурни откупни цени, ништо од ветеното не реализираше. Земјоделецот беше на дното на листата, кај овој министер, но јас искрено се надевам дека новиот министер за земјоделие ќе даде импулс во неговата работа и дека навистина ќе се зафати со ведна соработа да им помогне на земјоделците кои што навистина се честни луѓе кои што ја заслужуваат сета помош од оваа држава. Потоа предлогот за заменик министер за правда. Не можам како правник, како човек кој што верува во правото да го прескокнам. Магично се стекнал со звање професор, додека бил заменик министер. Тоа е незаконие, премиер. За ова сите слушнавме, немаше исход, жал ми е, можеби треба да се почитува и треба секогаш да се почитува пресумпцијата на невиност и она кога не обвинивте за
дека сме криминална партија и тоа исто така обвинување во кое што не се почитува пресумцијата. Но исто така за овој случај имаме и докази, и видео, и аудио кои што можевме да ги видиме од почитуваниот инспектор кој што си ја бараше правдата секаде во белиот свет по амбасадите, но за жал не ја доби во својата матична држава на која што и беше лојален се до неговата пензија. Исто така како заменик за министер предлагате и новинар, секоја чест за неговата професионалност, но мора да се подсетиме дека истиот тој новинар и те како ве критикуваше во последен период. Ве критикуваше дека произведувате лажни вести и за председателот на ВМРО-ДПМН и за партијата ВМРО-ДПМН. Сега гледаме дека истиот е предложен за заменик министер. Се надевам дека честно ќе одработи професијата и во тоа нема ништо спорно, но сметам дека како чекор може би е дискутабилен затоа што на еден начин според мене представува обид да се замолчи критичката мисла во нашата држава. Со составот на замениците министри, вие премиере ја рушите и темелната вредност на државно уредување, а тоа е соодветната застапеност. Со овој состав вие дополнително го поларизирате општеството и правите штета на сите други заедници во државата, но исто така не се грижите и за застапеноста на жените на сите државни функции, барем до сега. Тука паѓате и на овој тест, господине Зоран Заев. Во дипломатијата и во надворешните работи, во можеби најтешките моменти за македонската држава, кога поради штетните обврски од договорите се гази по националните чувства на македонците и се спори постоењето на македонскиот народ и јазик. Кукавички за прв пат нема македонец на оваа позиција. Во дипломатијата и повторно ќе кажам, искрено се надевам дека новиот министер и заменик министер ќе имаат повеќе сенс од вашиот претходник да се грижат за чувствата на македонецот кои што верувајте дека во овој момент се газат и текако. И така денеска кога Македонија добива бугарска рампа со меморандумот со кој директно се негира јазикот и нацијата, вие молчите. Кога ви велат соседите дека македонскиот јазик е акцент на бугарскиот, а нацијата е од 1944 година, вие зборите за заедничка историја. За која заедничка историја, господине Заев? Дали за она на моите дедовци кои што војуваа и се ранети во војната, или за окупаторот кој што пукаше во нив? Јас навистина се надевам дека новите заменици ќе ме демантираат и ќе направат навистина нешто повеќе од нивните претходници. Еве, на пример, премиере, се надевам дека со вашиот заменик министер за образование, транспорт и врски конечно ќе го реализирате ветувањето за доизградба на нови простори во гимназијата Кирил Печиновиќ. Знам дека ќе има и реплики, дека сме можеле и ние да го направиме тоа претходно и навистина сме можеле, но еве, вие имате шанса да го направите она кое што го ветивте во 2018 година од дворот на гимназијата Кирил Печиновиќ. Се работи за неколку простори за кои што не верувам дека се потребни големи средства. Знам дека е негде заглавена постапката во Министерството за транспорт, со што ќе докажете уште еднаш дека навистина сте за инклузија на децата средношколци и средношколците во Тетово нема да бидат поделени по основна националност. Јас учев во гимназија заедно со албанци, турци, роми, срби и верувајте дека имам многу добри пријатели и денеска од тие гимназијалски денови, кои што денеска се исто така на битни позиции во нашата држава. Исто така се надевам дека ќе го исполните и ветувањето за или во најмала рака ќе ги одземете ингеренциите на градоначалничката на Тетово. И конечно да се реши проблемот со улицата Гоце Делчев, која што представува рак рана на тетовчани. На улицата Гоце Делчев, која што се простира од црквата Свети Никола до православните гробишта во Тетово, живее доминантно македонско население, но живеат и албанци, турци и роми. И верувајте дека условите за живот се неподносливи. За оваа улица имаше предвидено средства и во буџетирањето на претходната влада на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Гледам дека ја имате и во вашата програма предвидено како улица за реконструкција. Да се надеваме дека ќе успеете да го исполните вашето ветување.
Ми завршува времето, само уште една реченица. Од нас, Довршите. граѓаните на Република Македонија очекуваат да создаваме клима на општество кое е здраво за работа, за живење и за развој на нашите деца. Направете нешто поинаку и докажете дека сте премиер за сите. Благодарам. Благодарам. Премиерот реплика.